Што ни носи звезданото небо во 2025 година? Со Скопското астрономско друштво ја истражуваме Вселената и најновите откритија кои ја менуваат нашата перспектива за универзумот. Оваа година ќе биде интересно, имаме после не знам колку години ќе имаме тотално затонување на месечина, и што месечина ќе смени цела боја, ќе стане прво ќе ја почне да ја снемува и како ќе ја снемува ќе стане се поцрвена и поцрвена, додека скроз не поцрвени. Тоа не сме имали, ја мислим, повеќе од 10 години тука. Оно што јас сум го видел е без никаква дилема е затемнување на сонцето, но тотално. За жал, тоа е настан кој не може да се види прво не е често, се случува еднаш или два пати у година, ама тоа ќе кажете тоа е често, но не на регион кој е блиску до вас. Обично тоа негде низ свет и веќе кај нас најблиско што се има случајно е 99-та година во Бугарија и 2006 во Турција, на која имам среќа да присуствувам, и тоа е нешто што навистина е толку убаво што јас немам зборови да го опишам. Че имаме до година 2026 година Шпанија и 2027 година во Египет, што е релативно блиску. Особено тоа во Египет ќе биде интересно затоа што ќе биде многу долго, 6 минути. Па темно небо е инспиративно, да ви кажам, често пати луѓе во мои пријатели некои што знаат дека се занимавам со астрономија и по некоја ситуација се наоѓаат на некаква си темна локација и ми раскажуваат дека го виделе Млечен пат, значи наша галаксија. Го раскажуваат како ми раскажуваат како некој убав филм да виделе. Баш онака како да излегле од кино или од не знам Netflix и гледале некој убав филм и ми доаѓаат цели восхитени дека го виделе Млечен пат. За жал ние повеќе, особено што живееме во големите градови, тоа не можеме да го видиме. За да видите Млечен пат мора да се оддалечите малце подалеку. И ние се повеќе и повеќе го губиме небото, тоа е еден многу голем проблем, така наречено светлосно загадување. А имаме на сега поинаква трка во Вселена, во 60-тите беа трка во Вселена беше помеѓу две веле сили, економски и војни, тоа се бившиот Советски сојуз и Америка. Тој примат на таа трка денеска ги презема милиардерите од Америка, Джеф Безос и Илон Маск, кои се дефинитивно контроверзни личности сами по себе, но денеска тие се тие главните што буткаат надвор. НАСА веќе стана полека на трето место, но НАСА е повише за наука, повише и терат на своји научни мисии, додека овие приватници си гледат свој приватен интерес, тие се за повише за материјално освојување на Вселена. Затоа што големи ресурси, пример, се во Вселена, како што се месечина, астероиди, па и Марс, тоа се се нови светови и кој прв ќе дојде до неа и кој ќе прв направи технологија, ќе стане се побогат и побогат, повлијателен нормално. Реално мислим дека во овој век ќе имаме човек кој ќе се роди на друг свет. Можда дури и во овој век. А во следниот сигурно. Во следниот сигурно ќе имаме луѓе кои ќе се раѓаат на други светови. При тоа свет не мора да значи дека ќе биде месечен или Марс, може да биде и вселенска станица, вселенски град. Едноставно кај што би луѓе живееле во еден голем вселенски град кој би орбитирал околу Земја или месечина, се едно.